Почитувани гласачи, денеска стартува караванот на Националниот блок. Македонија бойкотира марионета за председател. Како што е познато, пред една недела 25 организации се здружија во Националниот блок за водење кампања за неизлегување и бойкот на председателските избори. Во наредните денови ќе го посетиме секое поголемо место во државата, ќе поделиме околу 200.000 флаери со цел да го запознаеме народот за причините и целта на бойкотот и неизлегување на председателските избори. Основната причина е што на овие председателски избори немаме вистински македонски кандидат за председател. Имаме марионети на странски центар кои што водат агенда и во својата кариера имале активности на штета на националните и државните интереси. Накратко поединечно за секој од овие кандидати. Стево Пендаровски, странски измекеар, марионета, предавник и одродник од македонскиот народ. Гордана Силјановска, учесник во владата на СДСМ во криминалната, нечестната приватизација со која се оплячка народот, учесник во власта на СДСМ кога Македонија беше примена во Обединетите нации под срамното име ФИРОМ, покасно стана шарена револуционерка со која ја рушеше државата. Целиот живот, основата на нејзиното действување е Сорос идеологијата, значи класична Сорос инсталација која своевремено им се подсмеваше на ВМРО-вците, а денеска ни ја представуваат како голема ВМРО-вка, што е срам и за самите ВМРО-вци. Стефче Јакимовски, 30 години, шета од лево и десно во владите на ВМРО, ДПМН и СДСМ, учесник во криминалната приватизација како дел од власта, беше дел од власта кога Македонија беше примена во Обединетите нации под ФИРОМ, учесник кога се менуваше македонското знаме со 16-кракото сонце, учесник во власта кога се донесе предавничкиот рамковен договор, учесник во власта како министер во владата на СДСМ кога се донесе катастрофалната територијална поделба, со која Кичево и Струга станаа доминантно албански општини, а Скопје стана двојазично. Покасно формира партија и неговите двајца пратеници го гласаа преспанскиот и бугарскиот договор. Максим Димитриевски, пратеник и учесник во собранието во 2017 година кога се донесе бугарскиот договор. Сега не убедува дека договорот е лош, иако како пратеник го гласаше договорот. 2018 беше во најтесното раководство на СДСМ и рамо до рамо со Заев го поддржа преспанскиот договор. А овие два договори, како што е познато, со нив се брише името, идентитетот, историјата и традицијата на македонскиот народ. Билјана Ванковска, после татковинската војна во 2001 година, како професор и како експерт се залагаше за федерализација на Македонија. Се залагаше Македонија да биде федерација меѓу македонците и албанците, покасно стана шарена револуционерка со која рушише Македонија, класична Сорос инсталација како нејзината другарка Гордана Силјановска. Ете, ова се кандидатите кои што ви ги нудат на овие избори. Почитувани гласачи, збор 2 и за целта на нашиот бойкот. Доколку бойкотот успее и доколку не излеземе на председателските избори и не се постигне цензусот од 40% гласачи, тогаш согласно Уставот на Република Македонија во рок од 40 дена мора да има нови избори. Во таков случај Националниот блок Македонија бойкотира марионета за председател. На поновените избори ќе понуди вистински македонски кандидат со национална и патриотска определба, со безпрекорна кариера и што е најважно, ќе понудиме кандидат кој што е спремен да живее, да работи и ако треба да умре за Македонија. Меѓутоа, за да го направиме ова, претпоставува една претходна ситуација, изборите да ги направиме неуспешни, да не излеземе, да бойкотираме и да не се постигне цензусот од 40%, и во таков случај, согласно Уставот, за 40 дена ќе има нови избори. Заеднички именител за сите овие кандидати што сега ги гледате во кампањата е тоа што сите, буквално сите, се со изгубено национално чувство, марионети на странски центар и како што гледате сега во кампањата, сите глумат лудило, иако направиле голем број предавства во својата кариера, меѓутоа сега сакат да ви убедат дека малтене биле малолетни кога ги правиле сите овие предавства и сакат да заборавиме на сите овие нивни антимакедонски работи. Почитувани гласачи, зарем ќе заборавиме што и направија овие кандидати на Македонија? Зарем ќе ги гласаме овие кои што ја рушат Македонија? Затоа Националниот блок Македонија бойкотира ве повикува
на 24 април прв круг и 8 мај втор круг да бойкотираме, да не излеземе и да ги направиме изборите неуспешни и во таков случај го отвараме патот за вистински македонски кандидат за председател за 40 дена кога ќе бидат повторените избори и во таков случај веруваме дека ова е голема шанса за Македонија со бојкот да ја покажеме на овие кандидати дека не ги поддржуваме, да им патиме порака дека Македонија не сака марионети за председател. Инаку нашата кампања ќе се води под логото Македонија бойкотира марионета за председател.